Кратки најави за денес. Растат цените на становите на брегот на Охридското езеро. Целосната реконструкција на улицата Кленовец ќе биде завршена кон крајот на следната година. Во тек се градежни активности за реконструкција на 2 спортски игралишта во Охрид. Бројот на обслужени патници на двата македонски аеродроми во октомври ги надмина бројките од 2024 година. Советот за безбедност на Обединетите нации ја усвои резолуцијата за Газа. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Дуваше засилен јужен ветер со брзина до 30 км на час. Максималната дневна температура изнесуваше 13 степени Целзиусови. И во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Над централна и северна Европа доминира длабок циклон кој носи обилни врнежи од дожд и снег. И во западна Европа ќе превладува облачно време со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Северните делови на континентот добиваат нов бран снежни врнежи поради прилив на постуден воздух. Најстабилно време ќе има само во делови од Пиринејскиот полуостров, каде се задржува посуво време. Балканот е под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса која носи врнежи од дожд, на повисоките места и врнежи од снег. Во јужните делови на Балканот ќе има поројни врнежи од дожд. Во источните региони навлегува постуден воздух кој задржува облачно и ветровито време. Во Македонија во среда ќе превладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд. Локално во северозападните и западните делови се очекува да наврнат и до 40 литри, а во југозападните предели и до 50 литри. Ќе дува до умерен, слаб југоисточен и југозападен ветер. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 12 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 16 степени. Во Охрид во среда ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекува да наврнат и до 40 литри. Ќе дува засилен ветер од јужен правец со брзина до 40 км на час. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, локално со услови за сосема слаби врнежи од дожд. Минималната температура од 8 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 16 степени. Во петок и сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 8, односно 10 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 14, односно до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Planinski oči, što pleskat pod vrvotbe, ezera oči, nosat vedrini. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница Бај Промедикал офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Бидејќи кога ќе си подадеме рака, никогаш не сме сами. Сава осигурување. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Растат цените на становите на брегот на Охридското езеро. Од 2020 година до денес цените на недвижностите се речиси двојно повисоки. Во строгиот центар на Охрид нема апартмани по 2000 евра за метар квадратен. Во Струшкиот дел се за нијанса поевтини. Растат цените на недвижностите на брегот на Охридското езеро. Најскапи се апартманите, прва линија со поглед на езеро. Во центар становите се движат од 2000 евра за метар квадратен, а на периферија по старите градби над 1200 евра. Во Струга недвижностите се нијанса поевтини, се движат од 1000 до 1700 евра за метар квадратен. Цените на кујките се поевтини, особено на периферија. Каја сме недавно целите се за просечна плата од 700-800 евра, би рекол се високи. Затоа што имам цени во центаров кои се движат од 2000 евра, веќе 2200 на нов убав стан, 2300-2500 во ужи центар. Кујкиве се генерално цена по квадрат помала. Генерално помала, би рекол 5-6% помала. И покрај тоа што цените растат, расте и интересот за недвижности. Најбарани се викенд станови и апартмани. Се е скапи, 3000 евра квадрат. И како е тоа? Младите со старите не седат, а мора да купат и што да прат. Тоа е што да правиме. Нема што да правиме, ако имаш ќе купиш, ако немаш. 2-3 евра е многу, премногу е, премногу. За Охрид. Премногу е, не сме странство, Париз, Лондон. Генерално ценава за изработка на еден објект пред пандемијата беше негде околу 350-400 евра на метар квадрат. Сега тоа е негде 700-800 евра реална цена. Од 2020 година до денес цената на недвижностите на брегот на Охридското езеро е речиси двојно повисока. Според добрите познавачи, не се очекува намалување. Во тек се градежни активности за реконструкција на 2 спортски игралишта во Охрид. Повеќе наменското игралиште во подрачниот објект на основното училиште Григор Прличев во насел Барача, кој е наменето за спорт и рекреација на учениците, и игралиштето во стамбениот комплекс на улица 7 ноември наспроти Кам Вилеџ. Истото ќе биде опремено за баскет и ќе има фитнес реквизити, кои ќе бидат наменети за жителите од овој дел на градот, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Инвестицијата е дел од проектот за изградба и реконструкција на спортските игралишта во Охрид, финансиран од општинскиот буџет. Реконструкцијата на улицата Прилепска ќе биде завршена до мај следната година, додека пак за Кленоец, со оглед дека се работи за позначителен обем на работи, комплетно завршување треба да се очекува кон крајот на 2026 година. Ова беше кажано на последната седница на Совет како одговор на барањето информација од опозицијата за динамиката со која се одвиваат реконструкциите на овие улици.
За динамиката со која се одвива реконструкцијата на улиците Кленоец, Петрино и Прилепска беше побарана информација на последната седница на Совет. Советничката од СДСМ Лидија Недановска посочи дека работите на улиците Петрино и Кленоец започнаа пред почетокот на летото и постави прашање дали со дополнувањата на програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025-та при ребалансот на буџетот ќе се забрза динамиката за изградба. Додаде дека реконструкцијата на улицата Прилепска пак е започната пред повеќе од една година. Меѓутоа, работите на терен одат многу бавно и знаеме сите со јавните набавки дека најтежок е делот кога треба да се излезе на терен и да се сработи. Има тешкоти и со изведувачи и со подизведувачи. Дали тука ќе се забрза динамиката, бидејќи гледам има доста предлог програми за повеќе улици во градот, дали ќе имаме време до крај на годината сето тоа да го сработиме, бидејќи со оглед на временските услови кои што следуваат, доаѓа зима, дали ќе успееме барем Прилепска, Кленоец и Петрино, она што е веќе почнато и раскопано, да го средиме. Недановска додаде дека сите предлог одлуки во поглед на подобрување на инфраструктурата, како измените и дополнувањата во сите други сфери, како детска заштита, основно средно образование и култура ги поддржуваат бидејќи се во интерес на градот. Тони Ивановски, раководител на секторот за комунални дејности, кажа дека во програмите за годинава не е предвидено асфалтирање и партерно уредување на улицата Прилепска, бидејќи реконструкцијата на водоводната линија и целосната промена на канализационата мрежа ќе траат до февруари следната година. Во предлог програмите кои што ги работиме за 2006 година, Прилепска зазема значајно место и мислам дека истата до март месец ќе биде тендерирана, некаде до мај очекуваме да ги биде завршена. Но според Ивановски, состојбата на улицата Кленоец е покомплицирана. Таму од кракот на Петрино до Железничка 90% од водоводната линија е променета и за најмногу 2 недели целосно ќе биде завршена. Периодов има зголемен обем на работа на спојката меѓу Железничка и Кленоец со цел за брзо време да се доведе во состојба на одвивање на сообраќај. Покрај за водоводната линија обезбедени се средства од владата и за промена на атмосферската и канализационата мрежа, посочи Ивановски. Согласно склучениот договор помеѓу изведувачот и владата на Република Македонија, договорот за завршување на активностите во однос на атмосферската и фекалната канализација е септември 2026 година. Така што активностите на општината за партерно уредување или асфалтирање и уредување на тротоарите би започнале евентуално после септември. Значи, роковите се проектански, даени од оној кој што ги изготвил проектите. Јас мислам дека се и со оглед на обемот на работата и нормални. Не очекувам искрено дека ќе заврши пред септември завршетокот на канализацијата и атмосферската и фекалната, така што реализацијата на асфалтот ќе биде некаде после септември. Во буџетот за 2026 година покрај асфалтирање и сообраќајната вертикална сигнализација ќе бидат предвидени дополнителни средства за комплетна реконструкција на тротоарите на Кленоец, согласно постоечкиот проект за улицата. Во Охрид одбележан светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Во Македонија во 2024 година 142 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, а 7156 лица биле повредени. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на општина Охрид и секторот за внатрешни работи Охрид во координација на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот го одбележа 16 ноември, светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. На главните сообраќајници во Охрид, булевар Туристичка и булевар Железничка, на возачите им беа поделени превентивно-едукативни летоци со порака секој да се присети на вредноста на човековиот живот и почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Исто така, учесниците во сообраќајот беа информирани за бројот на жртви и повредени на годишно ниво од сообраќајни незгоди во нашата држава и во светот. Статистички на светско ниво во 2024 година околу 1,35 милиони лица се загинати во сообраќајни незгоди, додека над 50 милиони лица биле повредени.
Во Македонија во 2024 година 142 лица го загубиле животот во сообраќајни незгоди, додека 7156 лица биле повредени. Целта на спроведената активност е да се зголеми свеста за одговорно и безбедно возење, со што ќе се даде придонес за намалување на бројот на жртви во сообраќајни незгоди. Бројот на обслужени патници на двата македонски аеродроми во октомври ги надмина бројките од 2024 година. Во октомври 2025 година, двата македонски аеродроми, меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, обслужиле 318.160 патници и 2328 летови. Бројот на обслужени патници во октомври ги надмина бројките од 2024 година за 12%, додека бројот на летови во октомври 2025 година е за 7% поголем од октомври во 2024 година, информираат од ТАФ Македонија. Лишен од слобода возач во Струга кој управувал возило под дејство на алкохол. На 17 ноември во 15 часот и 20 минути на улицата Боро Хаджиевски путе во Струга, полициски службеници од ОВР Струга лишиле од слобода 50 годишно лице од село Франгово Струшко. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле патничко возило Мерцедес со струшки регистарски ознаки, кој го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 1,64 промили алкохол во крвта, пошто бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена пријава по член 297, а од кривичниот законник безобзирно управување со моторно возило. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.